Ви благодарам, подпредседателе. Почитувана македонска јавност, почитувани присутни колеги и председател на владата на Република Македонија. Нова тема за разрешување на замениците министри. Вие во вашиот воведен говор кажавте дека нема тука политика, дека не е ништо политичка одлука, туку дека е ова замена на ова разрешување на замениците министри, па и министри, дека всушност е отварање пат за европска иднина. Меѓутоа, оно што го добивме како материјал не соодветствува со таа реторика, бидејќи тука има кандидати кои што всушност и немаат никаква поврзаност толку соодветна со тие одредени ресурси каде што треба да бидат министри, заменици министри, па некако повторно јас вака мислам дека и сме разговарале со вас додека бевте заменик министер за финансии околу терминот когнитивна дисонанца. Малку сите не фрлате во когнитивна дисонанца, малку како и вие да сте во некоја таква состојба на психолошки, тоа се дефинира како психолошки стрес, во кој што никако оне што го слушаме, оне што го гледаме од граѓаните, оне што го гледаме во реалноста, воопшто не кореспондира со оне што вие нам ни го презентирате или барем се обидувате да го постигнете, ама никако не ви оди. И се мислам дека вакната когнитивна дисонанца е и образложение за тоа што ние секоја година, обично ова време во февруари, бираме нова влада, има некои нови реконструкции, меѓутоа никако да се склопат коцките и никако вистинските луѓе да дојдат на вистинското место, па постојано читаме имиња, како што кажа и колегите претходно, за кои што никогаш не би слушнале, имиња кои што веројатно имаат со образование и вложиле во својот живот, но ги фрлате вака во некои министерства каде што веројатно не можат ни да се снајдат. И истите случаи го имаме како и со министрите, така и со замениците на министри. Па еве сега се предложува разрешување на тројца заменици на министри. Тоа е Министерство за образование и наука, за земјоделие и за одбрана. Како човек кој што доаѓа од областа на високото образование и наука, мене нормално ме заинтересира кој тоа ќе го замени досегашниот заменик министер. И многу ме интересира, премиере, дали вие лично сметате дека ќе направи никаква разлика ова ново име? Што мислите? Дали ќе го реши проблемот со образованието? Настрана тоа што нема си уште учебници, но дали вие исто така не мислите дека ваквите замени секоја година нови министри, нови заменици ќе придонесат кон средување на системот или ќе придонесат само кон создавање на уште поголем хаос? А хаосот се создава, хаосот е тука многу видлив. Јас на првата точка на оваа седница, нивниот ред на оваа седница, каде што беше предложено разрешување на министри, малку зборував за менталното здравје и ви се обратив вам како на човек кој што сметам дека знае колку е важно луѓето да бидат среќни за да бидат продуктивни. Непосредно утредента излезе една студија од Меѓаши, чинам дека беше, каде што вели дека менталното здравје кај децата е сериозно нарушено, а како една од причините го наведува имено и овој хаос кој што се случува во образовниот систем. Дали, господине премиере, ќе се зголеми процентот за финансирање на наука со разрешување на овој заменик министер и назначување на нов? Дали тој ќе се обиде да го подигне процентот, бидејќи во моментов сме на 0,08%, што е убедливо најниска стапка за наука од осамостојувањето на Република Македонија. Убедливо најниска ставка, при тоа подсетувам дека во 2020 година вие сте ветувале дека ќе дојдеме до 1,5%, ама добро еве тогаш беше друг премиер, вие сега заминавте, ама имаме уште нешто да ви кажам, јас ќе кажам, па ако го слушнате, здравје Боже. И така е хаос. Учебници нема, бомби колку сакате, лажни дојави на бомби, хаос константен, ги фрламе децава од концепција на Мила Царовска од еден хаос, во немање учебници, во друг хаос, во постојан страф, ментално здравје, катастрофално. Велите европски вредности. Кои европски вредности, кога освен
жонглирање на имиња и на различни кадри и на различни задоволување на различни политички апетити. Убаво рече колегата, европска вредност е само еврата што ги делите веројатно во вашата коалиција, која па и таа сирота не е стабилна, постојано е хаотична, се менува, не се менува. Јас навистина не знам како функционирате во владата воопшто, ама тоа се гледа дека не функционира државата. Значи, каква влада, таква држава, па еве и државава ни е во хаос. Оно што мене ме интересира е зошто пак еве Министерството за култура не се смени министер или заменик министер тамо, бидејќи ситуацијата во Министерството за култура е навистина катастрофална. Катастрофална. Еве ќе ви прочитам еден пасос од независен експерт кој што пред неколку дена напиша колумна за супер трагичната состојба на македонското културно наследство, каде што вели, цитирам, додека зборот Дарданус врежан како дел од подолг епиграфски текст на надгробен споменик пронајден на источната некропола на Скупи ја крена на нозе јавноста, државата со багери го копа неолитскиот локалитет Влахово Пелагонија, а во Скопската чаршија под Свети Спас има огромна јама каде ќе се гради нов објект. Црквата во манастирот во Матиче цела година е без оловна заштита на покривот. Истата црква од 14 век, за која директорот на управата ја посети пред една година, само неколку дена откако беше назначен нова позиција. Па сега веројатно и овие заменици министри нови што ќе ги смените, па ќе назначите нови, исто така ќе се шетаат и ќе констатираат работи, ама ништо нема да решат и ништо нема да направат. Премиере, излеговте, ја напуштивте салата како што ја напуштате сите овие 10 дена. Не ви се допаѓа кога човек ви кажува дека предизвикувате, живеете сите, и вие веројатно прв во когнитивна дисонанца и предизвикувате таква психолошка состојба на стрес кон целата држава, кон сите граѓани. Па јас сакам да ве прашам нешто друго, ама и ве заминавте, па ќе ви поставам повторно пратеничко прашање, бидејќи овој одговор што ми го прашавте, што ми го пративте, се извинувам, навистина потврдува дека ние сме во еден нездрав систем, бидејќи ова навистина е чудно. Станува збор за објектот Шар, кој што е култен објект во старата Скопска чаршија, патем заштитена, патем со посебен закон за заштита на старата Скопска чаршија. Моето прашање се однесуваше на тоа дали што се случува и кој тоа гради и што се гради, бидејќи нема никаква ознака. Многу интересен е вашиот одговор, премиера, во кој што исто така имате на страшна недоследност. Веројатно вие не ги читате одговорите, некој други пишува за вас па ги праќа. Вака велите: до Агенцијата за катастар испратено известување од 22.12.2022 година за рушење на објектот и побарана е целокупната документација за наведената катастарска парцела. Државниот инспектор за градежништво и урбанизам е известен за истото со допис од 26.12.2022 година. И сега внимавајте, со оглед на тоа што рушењето го извршил засега непознат сторител, до Министерството за внатрешни работи е испратено известување и барање информација за утврдување на идентитетот на сторителот со допис од 10.2.2022 година. Тоа е пред една година. Значи сега ние имаме допис од 22 декември 2022, допис од 26 декември 2022 и на крај допис од 10.2.2022 година. Се враќаме назад во времето според вашиот одговор, господине премиере, а Бога ми, Македонија вративте не назад во времето, туку неповратно веќе оди оваа држава и сите граѓани заедно со неа. Не ви го разбирам европскиот пат и европската перспектива, бидејќи европските вредности значат многу повеќе, многу поубав живот со многу посрекни луѓе. Ние овде не добиваме европски вредности, добиваме застарени, исполитизирани невредности. Ниту етика, ниту морал, ниту ништо, ниту почитување. Никакво почитување. Народот не ја почитува вашата влада, народот не го почитува вашето владење. Тоа е многу убаво кажано и во сите анкети кои што ги гледаме досега, и затоа навистина ова се е безсмислено. Ниту се слушаме, ниту не слушате, ниту пак народот не слуша, кој што најмногу пати. Ви благодарам.